Контрадикторните изјави на Ковачевски, кој од една страна ја напаѓа Бугарија, а од друга страна бара поддршка од опозицијата за уставни измени, го ставија премиерот во затворен круг. Поранешниот амбасадор и универзитетски професор Јован Донев за Алфа вели дека тоа е резултат на нискиот рейтинг на владеачката партија. Јасно му и на него и на целиот врв на Социјалдемократскиот сојуз им е јасен кој им е рейтингот нивен и дека го продолжи со таа политика дека катастрофално ќе изгубат изборите. И сега е во еден затворен круг. Но нема голем избор, маневарски простор. Од друга страна, бидејќи неговата влада се подпира цело време на американците, тој не може да се откаже од уставни измени, заштото американците имаат своја политика и мора да балансира. Во многу незгодна ситуација, меѓутоа они сами се доведоа и тука нема оправдување за неговите постапки сега. Премиерот во средата ги искритикува бугарите за нивниот дискурс кон Македонија, а следниот ден побара ВМРО ДПМН да се приклучи кон, како што го нарече, проевропскиот блок, да дадат поддршка за измена на уставот. Дискурсот кој што се користи од страна на Бугарија кон Северна Македонија, за жал е многу сличен на дискурсот кој што Руската Федерација го користи кон Украина. Или ВМРО ДПМН ќе се приклучи кон проевропскиот блок, цела како партија, за да утре не се срамат од одлуките кои што ги носеле во минатото, бидејќи не им е сеедно кога денеска им кажеме дека не го поддржале за членувањето во НАТО, дека не влегле кога се гласаше договорот Фронтекс, каде за прв пат имаме чист македонски јазик, заедно со сите други јазици на Европската Унија, одобрен од сите земји членки на Европската Унија, и дека конечно ќе се одважат да тоа го направат, бидејќи во секој случај, како и да е, возот е трнат. Се косат изјавите на Ковачевски за францускиот предлог. Прво премиерот рече дека има добар основ за преговори, а после неколку месеци призна дека кога се подготвувал францускиот предлог, се чувствувал како со нож да го боде некој во стомакот. Предлогот го гледаме како солидна основа за градење сериозен, одговорен и државнички став за можноста која се отвара за нашата земја. Сите лажни тврдења во различни форми сметам дека потонаа. Јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори за мене и за граѓаните на оваа држава предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство и го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Упатените коментираат дека острата реторика на Ковачевски кон Бугарија ќе предизвика нови провокации од источниот сосед. Гледаат обид на првиот човек на владата да си ја спаси фотелјата, додворувајќи им се на гласачите со наводно критикување на официјална Софија. Му порачуваат на премиерот дека не може да се води држава со променливо расположение, еден ден едно, друг ден друго, и дека тоа граѓаните го препознаваат.